Во ова видео ви ги покажувам моите последни 3 дена од мојата трансформација, од кои 2 дена беа празни или манипулација со вода и 1 ден полнење со јагли-хидрати. И за крај доаѓа она најдоброто, фотосесија. Добро утро на сите. 21 октомври 2025 година. Добро дојавте во мојот прв YouTube влог. Кафе на празен стомак е едно од моите мани кои што се обидувам да ги поправам. Јас сум Александар Ангушев, може би некои знаат, некои не знаат, и причината заради која го снимам ова видео е мојата 90-дневна трансформација која заврши во недела и беше успешна. Она што сакам да го порачам и што ќе го гледате на мојот YouTube канал е правете ги, работите што ги сакате, трудете се за она што го сакате во животот, без разлика дали е тоа фитнес, бодибилдинг, некој друг спорт. Сега ќе ви го покажам мојот стар позинг, односно видео кој го снимив пред да ја почнам трансформацијата, и ќе снимам позинг кој е моментален, односно позинг од денес. Иако не сум многу добар во позинг, ќе покажам мојата моментална форма. Денес почнувам со празнење, денес јадам само протеини и ова го правам в пат и многу сум возбуден тоа како ќе изгледам на крајниот мој ден за фотошутинг. Тука имаме 400 грама пилешко, салата, со тоа имаме уште еден оброк, тоа е се за денес. Моментално се наоѓаме во Цар Самуил Банско, местото на кое јас тренирам веќе неколку месеци. Ме чека мојот тренер, кој ќе видиме ако е расположен, тогаш тренингот ќе биде добар. Ако не е и баш расположен, тогаш тешко мен. Направи го пак крив. Коуч, дали ќе кажеш ти нешто за мојата трансформација по тоа? 3 месеца Hard work? терапија по теретаната дисциплина, број 1. Број 1? Број 2, да знаеш што правиш. Тоа е знање. 3. Дисциплина. Squeeze. Over. Добро утро на сите. Ден број 2 од мојот влог. Моментално е 10 часот наутро. Иако имам навика да станувам малку порано, денес си земав заслужен одмор, затоа што денес е rest day, нема тренинг и, за разлика од претходниот ден, ќе се јаде доста јагле-хидрати, од 4 до 5000 калории. След 3,5 дена само на протеини, без 0 јагле-хидрати, днес имам 3 големи оброци, само јагле-хидрати. Оброк број 1, бургер со помфрит и палачинка. Оброк број 2, 200 грама корнфлекс со млеко, во тек на денот едно райс кейк пакетче и мармалад. И последниот оброк е овесна каша 130 до 150 грама плюс млеко и чоколадо. Интересно, размислувам кој од овие 4 оброци да го изедам прв, затоа што после скоро 3,5 дена јадење на само протеинска исхрана без јагле-хидрати, осеќам огромна глад, но тоа што е ново, пасивно, затоа сум имал доста напади на глад, или кога сум гладен, јадев тоа што ми падне под рака, но сега мојата толеранција е доста зголемена. Пример, мора ова да ви го покажам. Стојат 2 чоколади кои стојат во повеќе сигурно од 3 дена, а јас 3 дена сум само на протеинска исхрана. Нити еднаш не помислив, нити осетив некоја потреба. Во минатото, пред неколку години, овие 2 чоколади би биле одамна изедени. Одиме на мојот прв оброк. Оброк број 1, корнфлекс со млеко и какао. Додавам малку какао, обично кога јадам корнфлекс или овесни снеголки, додавам малку какао за вкус и некако јас лично имам осет дека сит. Флекс како доручек, овие наредни услови, односно јадење на јагле-хидрати. Време е за проба. Морам да кажам дека после внесот на протеини, некако оваа храна има некако поинтензивен вкус и е прекрасна. Па, јас се фрлам
на јадење. После оваков оброк, мислам дека заслужив едно добро кафе. Одам да се видам со мојот пријател, брат, и она што заборавив да го кажам, мислам да го кажам за себе, е дека јас сум од Струмица и неретко во моите влогови ќе гледате, во моите наредни влогови ќе гледате како јас наутро пијам кафе сам, што е можеби чудно за оваа наша околина, но некако јас кога пием кафе наутро сам, најдобро ги распоредувам своите дневни обврски, имам време да размислам најтрезвено како и денот, за денот да ми биде продуктивен. Инаку, тоа е моја навика од странство. Имам живеено повеќе од 10 години во странство, поточно оваа навика ми е од Англија, од Лондон. Имам живеено 2 години во Лондон и навиката ми е од таму, затоа што луѓето немаат толку време да се договараат толку брзо да пијат кафе заедно, животот е доста брз. Навика е стекнав таму, дека е една позитивна ствар, лична од стил на живот. Кафето е испиено, да видиме како ќе изгледа овој оброк. Број 2 готов, бургер, телешки бургер, не знам колку се гледа. Морам да ставам микрофонче затоа што овде е многу бучно и се фрлам на јадење. Инаку, ова што го видевте беше кафе бар, концепт. Бургерот беше баш добар. Обично не јадам бургери, но кога би го оценувал за оцена од 1 до 10, негде измеѓу и 9. Сега одиме на палачинка и воедно таму ќе запознаете еден човек кој што е за мојата форма. Местото на злосторот. Тренерот си игра игрички. Игри. Да. Вов. Повторно кадар од теретана. Повторно тренинг, но ова не е класичен тренинг. Ова е само кардио од 20 до 30 минути, затоа што днесна јагли хидрати и малку да го убрзам варењето. После ова кардио следува награда, палачинка и консултации со мојот тренер, каде што ќе може да видиме подетално како и зошто го правиме овој процес. Ова е мојот фитнес тренер Кирил. Причината заради која се снима сето ова е мојата 90-дневна трансформација која без него не би била возможна. Тој ќе ни објасни како траеше овој процес, тоа се работевме во последните 3 месеци. Здраво, момци, јас сум Кирил. Со Александар работиме веќе 3 месеци, односно 90 дена. Целта на овој процес беше Александар да изгуби телесни маси, да накачи мускулна маса, да правилно да научи да ги изведува вежбите и да научи што е интензивен тренинг и правилно изведување на вежби. Баше ми за тебе. Дали некогаш ти нагледаш мене на бина и за колку години? Не очекувах од ќе го 50 моментално. Ја цврка га. Тренингот е одамна завршен, палачинката е изедена, но заборавив една ствар, да ја снимам палачинката како ја јадам без грижа на совеста. Но затоа нема да заборавам да снимам како јадам райс кейк и мармалад. Видео е издена, дај да се јаде мармаладче, галетички. Да ве издена 100 дена. Последен оброк за денес, не знам кој е под број, 250 грама овесни снегулки, 200 грама млеко и малку вода. Тоа се гледаме во утрешниот ден. Здраво на сите, ова е трет ден од моето прво YouTube видео. Инаку ова видео требаше да биде снимано во недела, но заради здравствени причини го снимаме во вторник. Днес имаме фотошутинг, мојата 3-месечна трансформација и следно е, одиме да го земеме нашиот фотограф Иван и се гледаме понатаму во текот на денот. Местото каде што тренирам последните 3 месеци Сар Самуил и воедно ова е еден од моите последни тренинзи тука. Ова е Иван кој што ќе ме фотографира. Иван, дали сликите ќе излезат добри денес? Најаки кажа. Најаки.
одиме во теретана, таму е тренерот и да видиме како тоа сето ќе изгледа. Моментално сме во теретана, првата локација каде што ќе се снима и слика, инаку мојот втор дом, а потоа одиме на платно. Сега следува еден мини тренинг, односно пумпа и одиме на сликање. Одиме на првата вежба, загревање за грб, лат пул даун, 2-3 серии по 10 до 12. Ајде. Ова е мојот тренер, работиме заедно веќе 3 месеци. Што имаш да кажеш ти како тренер за мојата трансформација, како клиент бев? Напорно вежбање. Дали ќе излезат сликите добри? Дали си задоволен од мојата трансформација? Ако се сликаш цел гол ги излезе. Дисциплиниран. Знаеш што сака, не се откажува. И послушен. Реално така, да бе издена без да сгрешиш. Ретко да се нападане. Пулдаун, 2-3 серии с клекови, до отказ и мојот тренинг, односно загревање е готово. За 2-3 минути одиме на сликање. Ови слики. Ајде, опа! Тренингот е готов. Сега оди, ова не доброто. Иван, спремен ли си? Шутингот е завршен. Позирање воопшто не е лесна ствар. Не било лесна и презадоволен од мојата форма, а воедно и завршеток на една полесна етапа и следува во наредниот период следува маса и моја една уште појака форма. Па одиме во студио на платно каде што Иван ќе си ги истакне своите способности, сликарски способности. Сесијата и во фотостудиото е готова, еден импресивен, возбудлив ден, исто така лайк, subscribe, ако сакате уште овакви видеа и интересен контент. Се гледаме во моето следно видео.